predavam tebe, Isuse, se predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje. Ti me sozdade od prazemna i duh životen duh mene, po obrazu tvoj me sozdade. Živa duša nalik na tebe, se ti predavam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje. Ljubav ta tvoja me oblega, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode. Ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, Tatko moj, se moje e tvoje. No che scago sonuva Makedonecot, moleše gore što kon otecot. Dojdivo Makedonija i pomogni mi, Isuse sveto, ti ne возлюби. Dojdivo Makedonija i pomogni mi, Isuse sveto, ti ne возлюbi. Mir vam, tatko moj, u ime na tvoj sin Isus te molam za sila Božje slova. Neka tvoj duh zborува niz mene. Ne jaz da zborujem, ti zboruje niz mene. Ti благодарам što i deneska sam ispraven i zdrav, što mi davaš sila preko tvojeg jedinoroden sin Isus Hristos, da vrvam po tvojata svjetlina i vo moj život da se slučuva tvojata volja. Te molam i za mojata zemlja Makedonija, u kojoj se slučuvat odredeni sostojbi. Kada što satana te nasilno saka da go promeni naše to ime, su podnebesnite sili na zloto na ovaj vek. No se vratime na prvo to poslanije na Galatijanite, poslanije na apostol Pavle do Galatijanite. Koji se Galatijanite? Ovdje se objasnilo. Do vas, ar Makedonci moji, do vas Galatijani, što se od drugata strana na Hristovata ljubav. Pavle, apostol povikan ne od luje. Pazete, Pavle, apostol povikan ne od luje. Ni tu preko čovek, tuku preko Isus Hristos i Bog, Otec od Tatko to, koji go voskresna od mrtvite. Isusa. Znači, nije imame povik od Bog. Pavle je povikan od Bog da dojde u Makedonija, kaj Makedoncite. Tako da, dobro treba da razmislime koga postapuvame spored našата volja i seta sostojba što se slučuva i site brakja okolo nas, što se somene do crkvite vo Galatija, Makedonija, Ahaja, deneska Grcija, Bugarija, Srbija, Albanija i poširoko. Blagodat i mir vam od naši od Bog Otec,
Znači svesnost дека ние имаме не само Бог, туку Татко, а ние сме Негови деца. И ако му препуштиме се нему, тој ќе ни помогне да излеземе од сатанскиот трн, од состојбата на темнина во која сака да не затвори светот. Благодат и мир вам од нашиот Бог Отец и од Господ Исус Христос. Те сакаме, Господи Исусе Христе, кој се даде себе за нашите гревови. Исус, кој се даде себе за Твоите гревови, за моите гревови, по кого пребиваше Отецот во дух со сета Негова полнота, за да не избави од сегашниот зол свет, па не се чудете зашто светот е неправеден и зол, зашто светот го владее сатаната и разните организации во кои сакат да те да втурнат, а да ви го променат името, да ви го обезличат, да ви го променат полот, да ви ја променат верата, се сатански, да ви избави од сегашниот зол свет по волјата на Бога, кој е наш Отец, Татко. Татко значи состојба на Татко. Бог е некој таму далеку, а Отец е оној кој што те родил. Јас сум син твој, ти денес ме роди. Има во еден псалм, значи однос од татко дете. Татко ми е потребна помаж во Македонија да останеме македонци. Нему нека му е слава во вечни векови, ако е твојата волја. Амин. Бидејќи ти си не запишал во Светото писмо, а сега сакаат да ни го сменат името, да не обезличат, да не понижат како човек, како што на Израел сака да му ја земат територијата. Дека нема Израел, нема македонец кој го повикува Бог, нема Израел, израелец кој има завет со Бог. Сатанска стратегија, наместо љуби го се одближен како себе си да се мразиме и да се убиваме. Се чудам што така брзо се одвратувате од оној кој ве повика. Македонецот го повика Исус. Апостол Павле беше повикан и пратен во Македонија преку благодата Христова кај македонците. Не кај јахајците, не кај грците, не кај бугарите, не кај албанците, не кај србите, не кај НАТО и Европска Унија. Затоа што таква беше Божјата волја, зашто и нема друго евангелие. Значи се чудам што така брзо се одвратувате од оној кој ве повика преку благодата Христова и преминувате кон друго евангелие. Си имате вие свое евангелие, свое толкување. Сакате да избришете тоа што запишал Бог. Зашто нема друго евангелие. Благата вест за победата на смртта. Но има такви кои ве бунат, кои сеат омраза и сакаат да го изопачат Христовото евангелие. Христовото евангелие дека Бог ни дарува живот вечен. И тој живот е преку Неговиот Син, дека ние овде на земјава сме кратко и привремено, а ние сме врзани за земјата. А на небесата имаме вечен дом, ако го избереме Исус. Ако не одиме низ огнено езеро, сликовито кажано. Господ знае во нови циклуси на прочистување, да се прочистиме од сето зло и нечистотија и да пребиваме во Неговата љубов. Но ако и самите или пак ангел од небото ви проповеда нешто спротивно од она што ви благовестевме, дека Бог ни дарува живот вечен, нека биде проклет. И тој живот е во Неговиот Син. Самиот, ако не си во Божјата благодат, ти живееш во проклетство, зашто земјата е проклета и тешко ќе ти раѓа. Тоа е запишано сликовито кога Отецот го изгонува Адам од градината, бидејќи него послуша и јадеше од дрвото на познанието на доброто и на злото. Проклета ќе биде земјата со мака, ќе раѓа, ќе работиш, ќе раѓа, ќе ти раѓа, ќе се храниш, а жената со мака ќе раѓа. За да се откупи, но дојде Исус, бидејќи не можевме да ги издржиме 10 Божји заповеди, грешната природа. Галатјаните 1 глава 9 стих, како што рековме порано, и сега пак повторуваме, оној што ви благовестува некакво поинакво евангелие од она што го примивте. Нека биде проклет, значи Бог ви дарува живот вечен, Бог Отецот
и тој живот е во неговиот син. Значи, нема живот во други обредни постапки, во обредни постапки, туку животот е во неговиот син. Тоа е вистината и тоа е патот. Значи, треба да постапуваме како него. Вистината е тоа што тој го зборува. Љуби го својот ближен како себе си. Тоа е вистината. Во луѓето ли да бидам благонаклонет? Апостолот Павле ни го кажува тоа преку Духот. Или во Бога? Кого да слушаме? И ги слушаме тие што сакаат да ни го сменат името Македонија, а Бог не запишал како Македонија. Значи, Бог ако не запишал како македонец, и ако македонецот го сонувал, Бог го повикува, апостолот Павле го сонува македонецот, значи Бог имал причина и последица дека ние сме македонци, а предходната другата соседна земја се нарекува Ахаја. Ахаја. Значи денеска Ахаја, која се нарекува Грција, сака да ни го смени името, за да ги прикрие своите греови дека вршела етноцид, геноцид, убивала, крвави им се рацете, ја заземала територијата место да се извини за злото. Не можете Бог да го лажете исто како и со бугарите. Наместо да се извинат дека ги убивали и затворале македонците и албанците и србите. Дел од нив тврдат дека македонците не существуваат. Кого го лажете? Себе си се лажете. Бог не можеш да го излажеш. Во луѓето ли да бидам благонаклонет? Или во Бога, или пак на луѓето ли сакам да им угодувам? На некои сатански организации кои сакаат да ви го променат полот, верата, идентитетот, да ви го променат македонското име кој ви го дал Бог. Бог ги одредува имињата на народите. Или пак на луѓето да им угодувам. Ако бев сакал да им угодувам на луѓето, немаше да бидам Христов слуга, вели апостолот Павле и велам и јас. Христов војник, молитвен војник, сотрудник Исусов, пријател Божји, раб Божји, сонаследници, синови на светлината. Браќа, ве известувам дека Евангелието кое јас го проповедам и ова не е од луѓе. Зашто јас нити сум го примил, нити сум го научил од човек. Апостолот Павле вели, ви велам и јас, туку преку откровение во Христа Исуса, кој секој ден се повеќе го отвара ова слово во моето срце. Помолете се со умот да ги разбирате писмата, писмото, словото кое е Божји јазик и вие не го разбирате. Писмото кое е духовно, а вие го разбирате, вие сте телесни. И телесниот човек не го разбира духовното. Потребен му е духот на нашиот Отец за да го разбере. За него тоа е безумство. Безумство е и тој живее во овој лажовен свет, кој сака да ви изобличи во Армагедон, да ви го промени името, да ви ја земе територијата, да ве прогласи за нелуѓе. Народ избран сад да се шири светото Евангелие, македонците заедно со израелците, евреите кои се народ кој има завет со Бог. Значи, не сум го примил од човек, туку по откровение од Христос. Сте слушнале и за моето некогашно поведение во јудејството, апостолот Павле, дека ја гонев Божјата црква, прекумерно ја разорував. Најтоа спротиставен на Бог го избира. И дека во јудејството напредував многу повеќе од мнозина мои врсници. Тој е гонител на христијаните. А потоа Бог го избира. Бидејќи бев голем ревнител за татковинските преданија, така и вие ако ревнувате за татковинските преданија, сетете се дека без Исус Христос ништо не можеме да направиме. Ништо не сум ако љубов немам, а Бог, мојот Отец, е љубов. Кој пребива во љубовта, пребива во Бога, кога Бог кој ме избра, уште од мајчина утроба, Бог кој знае се, и ме повика преку својата благодат, благоволи и ме повика, Бог повикува во мене да го открие својот син, за да благовестувам во него, за него, меѓу незнабожците. Меѓу вас, македонци мои, дела 15-14, ќе изберам народ што ќе го прослави моето име и потоа се спомнати македонците. Вие, македонци мои, веднаш не го прашав кога бев повикан, кога ќе ве повика Бог, ни телото, ниту крвта, зашто телото и крвта не можат да го наследат Царството Божјо.
Значи дух животен. Ниту пак отидов во Јерусалим да ги прашам. Сатанските масонски организации денес, како да се наречам, кога Бог ми дал име. Кај оние што стана апостоли пред мене, туку Бог дава помазание, туку заминав за Арабија и пак се вратив во Дамаск, а јас себе се вратив во Македонија. Ах, таа Македонија, благодатта Божја дадена на црквите македонски, ви имате благодат Божја, па тогаш земете го мечот на духот и удрете по незнабожците, по темните, со двоостар меч и мечот на духот, татко мој, во името на Исус ги раскинувам сите пранги, што сатаната ги фрлил врз мојата земја и врз мене. А 3 години подоцна отидов во Јерусалим за да се видам со Кифа Петар. Во Јерусалим кога ќе поедете ќе видите илјадници луѓе, бели, жолти, црни, зелени, розови, од целиот свет плачат и се поклонуваат на Исус. На некој начин тој дело поклонство, но сетне и упреку и велми потикнувач на верата. Тогаш гледате дека сите можеме да бидеме браќа и сестри, а сепак грчката црква тама кога слушна дека зборувате македонски, на место наречено Голгота ќе ви исфрли. Тоа ви покажува во каков сатански круг на омраза луѓе кои мислат дека се христијани, беше исфрлен еден професор, еден инвалид во нашата група затоа што разбра дека сме македонци. На прашањето од каде доаѓате на свештеникот, тие рекол од Македонија. Тој ги фати и ги сврли од Голгота и викаше. Потоа дојде еден странски турист и му вели: "Вие христијани ли сте, срам да ви е?" И свештеникот побегна, братот, кој беше исфрлен професор на правниот факултет. Му рече на свештеникот: "Ти простувам, брате." Тој се тресеше и побегна. Победи го злото со добро. Значи, во Јерусалим за да се видам со Кифа Петар Карпата и останав кај него 15 дена. Апостолот Павле действува независно, нема завршена библиска школа. Во духот. А пак од апостолите не видов никој друг, освен Јаков, братот Господов. Јаков, слугата на Бога и на Господа Исуса Христа, до 12 колена, кои живеат растурено. Вие сте тие 12 колена, македонци мои, и сите други на Балканскиот македонски полуостров, болгари, срби, арнаути, грци и масонските организации во кои сака да ве втурнат слепите водачи. А јас за она што ви го пишувам, ова што ви го зборувам, пред Бога стојам, кога ќе застанам пред Светото Писмо кое е духовно, а ние сме телесни, застанувам пред Бог, го отварам моето срце, тој да зборува низ мене. На тебе се надеваа моите татковци, псалм, дојден по откровение, и јас ги избавив, вели Господ Отецот. Ако македонците се надеваат на Исус, тој ќе ги избави. Ако се надевате на обреди, на богородично христијанство, на себе, не можете да го победите светот кој го владее сатаната и поднебесните сили, бидејќи тие се сили. А вие немате сила. Силата ви е во Исус. А за она што ви го пишувам пред Бога ви велам дека не лажам и ова што ви го зборувам, а потоа дојдов во земјите сиријски и киликиски. Сирија која денеска е разор на сатаната. На Христовите цркви во Јудеја лично не им бев познат. Туку само беа слушнале дека оној кој некогаш нив ги гонел, сега ја проповеда верата што порано ја разорувал. И го прославуваа Бога за мене. И 14 години подоцна повторно во Јерусалим се искачив. Со Варава го зедов со себе и Тит. Влегов во откровение и им го изложив на верните, посебно на највидните, Евангелието, што го проповедам кај незнабожците, за да не трчам или за да не трчав попусто. Па дури
ни Тит, кој беше со мене како Елин. Те зборот Елин, кој одредува период на Александар Македонски, научно, културно. Зборот Елин, припадник на царството на Александар Македонски, македонецот. Не беше принуден да се обрезе, што зборува за еден свет, 1000 години како денот од вчера, и тоа заради лажните браќа да се обреже. Евреите се обрежували, муслиманите денес се обрежуваат, а се тепаат. Потекнуваат од еден ист отец Аврам, преку Сара и Агара. И тоа заради лажните браќа, кои дојдоа и се вовлекоа да ја гледаат нашата слобода која ја имаме во Христос Исус, за да не поробат. Ним ни за час не им дозволивме да не покорат, за да остане во вас вистината за Евангелието. Македонецот кој го повикува Бог, за да се шири светото Евангелие, а пак оние за кои се мисли дека значат нешто. Какви и да биле тие некогаш, мене ми е сеедно. Бог не го гледа човекот по лице, туку на срце. Те ние зборуваме за една состојба во која се наоѓа Македонија, а тоа е Армакедонската битка, во која од 4 страни имате Сатанин трн, ве негираат соседните земји времено, дека не суштествувате, како што израелците мораат да изгубат татковината па да се вратат назад. И повторно педа по педа да го создаваат Израел и Јерусалим. Иако ние зборуваме за небесен Јерусалим, за Божиот царство, ние понекогаш сме врзани за земјата и мислиме дека овде сме трајно, а забораваме дека имаме Божја, односно небесна татковина. Нашиот Отец ни приготвил небесна татковина. Едно е сигурно, без поддршка од нашиот Бог Отец, ние не можеме да се справиме со овој свет, кој целиот е лажен. Целиот притисок што се врши врз македонците и македонскиот народ да го променат своето име, својата историја, да се откажат од себе, да ги понижат, да не бидат луѓе, е сатански круг. Можеме да речеме дека е предодредено како избрани земји, избран сад за да се шири светото Евангелие, а ние можеме да победиме со Исус и со љубов. Секоја земска грижа ќе исчезне ако се надеваме на Него. Штом ќе признаеме нашиот Бог Отец, дека на Неговата мудрост ќе се надеваме, дека тој се предодредил. Дури и влакната на главата ни се изброени, ниту едно врапче не паѓа без Негова знаење. Значи треба да се истрпи тоа што ти е дадено, да не мармореш и не се спротивставуваш, туку да се препуштиш на Неговата волја. Тоа подразбира да застанеш на крстот и да умре стариот човек. Апостолот Савле умре и се роди Павле. Да умре стариот Тихо и доаѓа нов Исусов, војник на Исуса Христа, која објавува Евангелието на мирот. Значи човекот се усовршува ако ги надраснува состојбите кои му ги дава Бог, кои мора да се надрасна, така и Македонија со притисокот за името треба да се надрасне. На првин треба да земеме огледало и да се погледнеме дали доволно се љубиме меѓу себе, дали го љубиме ближниот како себе си и дали го шириме светото Евангелие или шириме некое друго Евангелие. И ако веруваме во Божјата љубов на нашиот Отец и мудрост, ќе знаеме дека се за нас е добро, служи за поука и усовршување. Љубовта која го одредува курсот на нашиот живот. Ако ние се љубевме меѓу себе, немаше да дојде до ова, едниот да го продава народот за 30 евреници, да се откаже како Исав за една вечера од своето првородство од македонскиот народ. Значи, љубовта едни кон други, не можеш да го љубиш братот свој, да не го љубиш, а да велиш дека го љубиш Бог. Не можеш да не ја љубиш својата земја, името кој ти го дал Бог, а сакаш да го смениш, а да тврдиш дека си во Бога.
Така да, ако се препуштиме да не води Исус и Отецот, секоја грижа ќе ја надминеме, секоја состојба ќе ја надминеме. Ќе разбереме дека понекогаш е нужно за нашата душа да излезе нељубовта која се гнездила сатанската природа во нас. Да веруваме во Бог Отецот и во Исус со доверба. Проблемот да му го довериме нему. Татко мој, те молам за мојата земја, за Македонија, за името, да помогнеш да се разреши овој проблем. Зашто неговата љубов ќе го тргне секој проблем, ќе ни даде сила. Тој е како татко кој ве држи за раката. Татко мој кој си на небесата, тој создал се. Тој ќе ви даде сила и љубов да ги надминете сите состојби. И сите состојби кои се случуваат, ќе ги надминете во љубовта. Татко мој, ти благодарам што секој ова слово што го изговорив ги допира оние кои имаат потреба од твојата љубов. Те молам за исцелување на сите луѓе кои го слушаат ова слово, за исцелување на нивното срце, нивната душа, нивниот ум. Те молам за македонските политичари да им ги отвориш очите, да не му служат на Сатанон и на Мамон, да крадат, да лажат, да го продаваат народот за 30 евреници. Те молам да останеме македонци какви што си не запишал, зашто само ти можеш да ни го промениш името. Не може да го променува името сатански организации под небесните сили на злото, ако останеме во тебе. Жезлото на грешниците нема да дозволиш да се забие, да се во земјата на праведниците. Те сакам, татко мој, во името на Исус те молам да направиш огнен штит околу мене за твоја слава и на мојата земја. Мир вам до Божјо царство небесно. Армакедонци мои. Амин. Се ти предавам тебе, Исусе, се ти предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, Татко мој, се моје е Твое, ти ме создаде од праземна и дух животен тухна во мене по образот твој ме создаде жива душа налик на тебе се ти предавам тебе Исусе, се ти предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, Татко мој, се моје е Твое, љубовта Твоја ме облега. Твојата рака ме позема во срцето моје пребивај Исусе Господе јас ти припаѓам тебе Исусе јас ти припаѓам тебе Господе, јас си припаѓам тебе, Татко мој, се мој.